Откако ловочуварската служба на ловниот резерват Полаки забележала задавени елени и срни во оградениот простор, како и глутница волци, како среде ден дави еден лопатар, по итна постапка е побарана дозвола и организирана хајка за отстрел на крволучените на трапници. Во деновите околу Божик е организирана првата хајка во која се отстрелани 2 волка, а трете ранет, но не е пронајден, бидејќи успеал да се сокрие во непристапните терени на ловиштето. Неколку дена по хајката ловците повторно действувале, поради што се планира уште една хајка, за да се доуништат предаторите кои може да направат големи штети кај дивечот, особено ако се има во предвид дека доаѓа период на отстрелување на елените, кога на свет доаѓаат нивните малечки. Мрежата околу ловиштето не е никаква препрека за волците, меѓутоа наша работа е на мене и на ловочуварите да се справуваме со проблемот и со помош на и други локални ловци кои на неколку наврати, на неколку хајки учествува со цел да се ништење на... Да, имаме отстрелано 3 волка, од кои што 2 ја пронајдовме, едниот беше ранет и уште не сме го... Може нема да го најдеме и не е ни толку страшно. Битно е дека е застрелен. Секогаш можности, посебно во зимскиот период, кога на отвореното ловиште и на целата планина нема стока, нема крави, кози, овци и така натаму, значи нема што да се прехранувате и они се насочени во оградениот дел на ловиштето. Ловочуварите истакнуваат дека волците влегле во ловиштето преку дупките под оградната мрежа кои ги прават дивите свињи. Засега се претпоставува дека во оградениот простор, но не е исклучена ниту можноста дека ги има уште. Токму затоа ловочуварите будно ќе ги следат состојбите и зависно од ситуацијата на терен ќе реагираат.